Лекар на абдоменалната хирургија во Скопскиот клинички центар е повреден из утрината од огнено оружје, откако во него пукал незадоволен пациент. Повреден е во нозете. Инцидентот се случил во 9:30 часот на оделението за абдоменална хирургија. Лекарот е опериран и е надвор од животна опасност. Полицијата привела 3 лица родени 1979, 1981 и 1985 година. Полицијата го истражува случајот. По информациите за инцидентот, министерот за здравство Никола Тодоров ги посети хируршките клиники, каде што разговараше со дел од медицинскиот персонал и вработените на клиниките. Министерството за здравство го осудува нападот и бара целосно расветлување на случајот од надлежните институции, како и соодветно санкционирање. Законите за влада, изборниот закон, законот за свиркачите, законот за заштита на приватноста и одлуката за формирање анкетна комисија за прислушувањето, согласно договорот од последната лидерска средба во петокот, денеска треба да влезат во собраниска процедура. Законските решенија се дел од спроведувањето на договорот во Пржино за надминување на политичката криза. Претходно, согласно тој договор, беше формирано и специјалното јавно обвинителство. Град Скопје синоќа во 2 наврати повторно ги третираше со калциум, магнезиум, ацетат дел од сообраќајниците во центарот на градот, како една од мерките за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух. Според најавите, третирањето на сообраќајниците ќе продолжи, а наскоро ќе се прошири и на други локации. Градските власти потсетуваат дека брзината на сообраќајниците обложени со течност е ограничена на 40 км на час заради лизгавост на коловозот. Каталонскиот регионален парламент денеска го одобри планот за прогласување независност од Шпанија до 2070 година. На денешното гласање 72 пратеника гласаа за, додека 63 биле против. Ова иницијатива шпанската централна влада ја смета за неуставна, а владата на премиерот Маријано Рахој претходно најави дека доколку биде усвоен, ќе преземе законски мерки да го оспори. Иако каталонските ограноци на владеачката Шпанска народна партија и на Шпанската социјалистичка работничка партија вложија жалби за да го спречат денешното гласање, Шпанскиот уставен суд во четвртокот пресуди дека тоа може да се одржи.